Почитувани мој, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Сообраќаен хаос во Македонија. За 6 години уделот на користењето на приватните автомобили во превозот скокнал од високи 77% на неверојатни 91%. Вистина е дека јавниот превоз низ нашата земја е многу лош. Во некои градови скоро и да го нема. Но тоа не значи дека возачите на автомобили треба да се однесуваат на улица како на ливада. Во Македонија паркира кој каде што сака. Местата за инвалиди се блокирани, лентите за јавен превоз на возачите им служат како паркинзи, а пред клинички центар во Скопје возилата за итна помош немаат пристап, па се умира пред вратите на болницата поради непрописно паркирани автомобили. Млад возач е тешко повреден во сообраќајната несреќа која се случила синоќа, 1 час по полнок на патот Прилеп Битола. Младо момче на автопатот Гостивар Тетово си вози ролери. Парковите се почесто место каде се паркираат возила. Во контролите во областа на сообраќајот во текот на вчерашниот ден на територијата на град Скопје изречени се вкупно 152 мерки. Она што ве прашуваме, дали ова малку или многу? Пред 1 месец во Црвена линија и констатиравме дека казните не се баш мали. Дали треба да има сообраќаен полицаец на секоја улица? И секако во Црвена линија ве прашуваме, дали знаете што се случи со безбедносните камери? Како и да имаме, како и секогаш прашање плюс, но тоа можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Прашањето е анкетно, го има на Инстаграм стори, кликате таму, а ние ве пречекуваме со ова прашање. Односно, дали сообраќајните прекршоци треба да влијаат на цената за осигурувањето на автомобилот? Две опции за одговор: да не кликнете на вашиот одговор и секако резултатите во проценти ќе ги соопштиме по рекламите некаде пред самиот крај на ова издание на Црвена линија. Но секако, како и секогаш, со нетрпение очекуваме токму вие да ни пренесете, односно вашите лични видувања, одговори на нашите прашања, но и за сообраќајната култура во вашето место, односно град, од каде што ни се јавувате. За да се вклучите во Црвена линија, ова се однесува на оние кои што досега не се јавиле во Црвена линија. Секако топло ви препорачуваме да се вклучите, но за тоа е потребно и да го завртите телефонскиот број 02-307-0005. Секако подсетување, како и секогаш, да се намали од технички аспект целосно тонот на телевизорот, да не се зборува преку интерфон, спикерфон, односно да зборуваме јас и вие преку слушалка. Па време е и да почнеме. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Сообраќајна некултура, така беше? Или култура? Добро, еве како сметате дека подобро теора, верувам дека и тоа е и одговорот. Сообраќајна некултура, рековте. Да, сообраќајна некултура прво потекнува од полицијата. Зошто? Затоа што ќе сопри некој, ај, кај те најдов тебе сега. Ајде бегај. Дошол друг, па и овој познат, ајде и ти бегај. Од тука почнуваат, од полицијата. Казнување, одземање, зависи од случајот што го направил, одземање на возилото. Го паркирал на погрешно место, па ако да го дигни, не е таа цена 100 евра, 500 евра казна, а да видиш дали ќе паркира друг пат овде или онде. Целата работа е... Знаете што е интересно, дека кај нас сепак казните не се баш мали. Не се ни големи. За да направиш ред и чистоќа во градот, да секој возилото ќе го смести онаму кај што стварно никој нема да му го чепне нити да го казни. Ама он сака пред врата да влези. Ја гледам од државна болница кога влагаат коли, нешто е тоа. Тоа е чудило. Има автобуси, носат, има се и се што од коли не можеш да влезеш натре, пешки, не можеш да поминиш. Тоа што значи тоа? Како некој пазар, точни пазар. Според вас, дали сообраќајните прекршоци треба да влијат и на цената за осигурување на автомобилот? Треба да влијаат. Да, добро. Треба да влијаат. Ригорозни мерки да се презема за да се стави во ред, иначе во ова крај нема да има.
Благодарам. Сега кој пред се што бевте првиот гледач со кој што го започнуваме ова издание на Црвена линија, продолжете да не следите, да слушнеме останатите што ќе кажат. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена Hvala. линија сте. Пред минута, пола минута ми се и колегата. Ја чекам господја, што е на директно на телевизија, како стека. Разбирате? Господјо. Кажете ми ова, дали сметате дека има доволно собраќајна култура во земјава? Как е култура, бе, господјо? Прво и прво, јас живам 11 втори зградите. Не разбирате? Јас живам 11 втори зградите. Господјо, Добро ве слушаме, продолжете. па јас слушам таму некој се избори Петко Станков, извини Дали на го збор. намаливте целосно тонот на телевизорот? Па не сум глуп. Така, ние Слушам одлично ве осам- слушаме, продолжете си со Да. излагањето. Нека да кажеш на Конешкава и да кажеш на Мора Атанска сега тој мирис она потврдна Мора. Откај ту су бивши, ту су внат. Така, разбирате? Според вас дали треба да има собраќен полицаец на секоја улица? Браво, тоа сакам да кажам. На секој 100 метра, значи од Тусмир Влад до цементара се вози 170 км на сат. 170. 70 се вози. Не разбирате? Добро, и кажете ми дали собраќајните прекршоци треба да влијат на цената на осигурувањето на А автомобилите? води бе, тоа ми е гале. Не може да загине. Јас сум 70 година. Научен син. Благодарам многу и вам за вашите ставови и секако јавувањето во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав до вас. Поздрав до емисијата. Благодарам. Одлична тема имате денес за разговор. Во Македонија, јас би рекол, за ова прашање е културата, односно не културата кај учесниците во собраќајот на патиштата. И голем проблем има што често се менува законот за собраќај на патиштата. Значи, пред 2007 година се донесе еден закон каде што се става негативни поени во возачка книжка. Од милион возачи, со тој закон може би на 10 луѓе во цела Македонија не им се одзеде возачката дозвола. Така да тоа беше едно промаршен закон, односно промаршени прописи во законот за собраќај. Дали сметате дека треба на секоја улица да има собраќен полицај за да се воведе ред? Не, тоа не е ни изводливо, тоа не е ни можно да се спроведе никаде, па и кај нас. Треба сите да бидат свесни учесниците во собраќајот на патиштата. Односно сите кои што застануваат зад волан. Без разлика дали се возачи на мопеди, моторцикли и така натаму. Според вас, еве, дали собраќајните трошоци треба да влијат на цената на осигурувањето на автомобилот? Не, и тоа мислам дека не е изводливо. Доколку учествува некој во собраќајна незгода, тогаш го губи бонусот или му се покачува осигурањето. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Секако топло препорачуваме да останете со нас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, се слушаме. Во Црвена линија сте, секој добро? Добар ден, овде Петре Стојановски. Петре, од каде ни се увате? Од Скопје се добро. Па еве, од метрополот, од главниот град, дали постои собраќајна култура? Па собраќајна култура постои и не постои. Меѓутоа, за да се реши таа собраќајна култура или не култура, да речеме на запад има модерно јасно и работено, доколку таму не постои пајак служба. Пајак служба не постои, а постои полиција која се е качена на едно комбе со едни камери и само одат градот и слика. Да речеме, за конкретно за нашиот град за Скопје, ако има 100 собствени лица, колку ќе ги има,
На секоја општина, секој ден по 20, 30 или 50 казни или се споразумуваат дома, на домашна адреса. Значи, културата, ако има диктатура, има и култура. А пошто нема култура кај нас, значи само под зад треба да ни удрат. Ако си паркирам, да речеме, на некој непрописно место, казната ќе си ја добиеш дома. Ако на семафор, да речеме, камерите работат како што работат на запад, значи не треба ни полиција, не треба ни пајаc служба, не треба ништо. Според вас, што се случи еве со безбедносните камери? Па това е све политика. Значи некои од партиите не сакаат такво нешто. Еве сега ќе ви кажам уште нешто друго. Значи Така, благодаря многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Секако прашањата кои што се главни во Црвена линија можете да ги видите и на екранот. А секако ќе ни биде и многу драго еве да ни пренесете од ваше лично искуство каква е сообраќајната култура и во вашето место од каде што ни се јавувате. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. И од мене до сите вработени на вас и на сите вработени во телевизија Алфа. Јас се јавувам, Мислите Тина. на Телма, дали знаете дека сте на Телма телевизија? Да, знам, од Западна Германија се јавувам, Тина. Така, еве да направиме една паралела Западна Германија со Од се раќена срце. култура. Тина, тука е во Германија огромна култура, пошто ја многу години живеам тука, 54 години, и тука е многу култура. Културата на човекот му фали. Тој пред мене гледачот убаво ви кажа, запад си идат комбиња по улица секаде, и ако те регистрира било што, ти доаѓа дома тоа казната, не? И нема тука мрдање, со доказ, разбираш? Ти доаѓа со слика, сте слика, апсолутно. И на секоја раскрсница има камери, Тина. Тоа е, не знам дали ние некој што ќе поддржиме у Република Македонија со оваа корупција. А се надам, Тина, вака ќе биде добро сте во Македонија, пошто ја тоа се пратам, ако ќе биде сега гласање, ако македонскиот народ ја сака својата Македонија, како јас што ја сакам, тие сите треба да станат на ВМРО-ската партија за Христијан Мицковски и за дамата. Ајде да се навратиме и на ова. Дали во Германија, еве можете ли да ни кажете, сообраќајните прекршоци влијаат врз цената на осигурувањето на автомобилите? Не, тоа не е, Тина. Не, тоа не е вистина. Дали влијаат, еве што ќе кажете ви? Не. Казна си е нормална. Зависи како прекршок направиш. Дали брзо си возел, дали под алкохол или под дроги, како што има денеска. Тоа зависи од тоа казната. Иначе, вака према осигурањето, се осигурањето, тоа нема ништо врска со тоа, Тина. Не. Благодарам многу. Тина, поздрав на сите во телевизија Алфа. Телма, запомнете дека сме Телма. Како и да е, благодарам што не следите дури од Западна Германија, па еве можевме и да слушнеме всушност како таму се спроведува сообраќајниот ред, односно како се регулира таа сообраќајна култура. Дали ние ја имаме во земјава? И секако дали треба според вас да има сообраќајен полицаец буквално на секоја улица? И според вас што се случи со безбедносните камери? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам, Тина. Еве, ја повтор пат се јавам на вашата емисија, баш е интересантна. Драго ми е многу и верувам не и последен пат. Да, повтор пат. Стварно интересантна тема. Сакав само да се уклучам, јас се јавам од Холандија. Така. Значи имате повеќе од диаспората, така да ние кога идеме долу па споредуваме културата совраќајна како се одвива. Да ви кажам најискрено, значи ја бев пред некој месец низ Скопје, низ центар и скоро низ цела Македонија имам таква работа, што вртам. И сакам само да кажам да културата нас ни фали. За жал немаме ние во Македонија шоферска култура, Тина. Значи тоа све луѓе во сега 20 што беа пред мене, се слагам со нив. Не камери, значи не полицајци, тука не може тоа, нема тие капацитет на секоја улица полицаец. Еве со оглед на тоа што ни се јавувате во Холандија, таму 90% од населението, иако е во можност, вози велосипеди. Кај нас 91% се со приватни возила. Во ред?
во ред, јас се согласувам, меѓутоа шоферската култура сосем е друга тука него сосем кај нас. Кај нас е шоферската култура агресивна. Значи, замислете, ја возам во центар на Скопје. Црвен семафор, јас застанувам на црвено, позади мене шоферот, други шофер, значи ми свири со скопски таблици за да возам понатака, значи ненормално. Жена со деца чека на пешачки премин, мене ми е страх, значи да застанам да не ме акне одназад. И јас мора да... Така, благодарам многу и вам што ни се јавивте со оглед на тоа што долго време најверојатно живеете во Холандија, па и вие како претходниот гледач направивте една паралела што е оно што се однесува во однос на сообраќајната култура во Холандија во овој случај, а како е кај нас, поточно во главниот град. Како е во останатите градови? Ајде да слушнеме малку и тоа во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Македонија. Од Македонија, да. Не севера. Север кој го сака север. Кажете ми дали во вашиот град, место од каде што се јавувате, има сообраќајна култура? Па има завишена градоначелник, али централна власт е повеќе. Централна власт, она додека не се смене, нема да има. Нема никако култура, никако уредување. Не, значи хаос владее. Централна власт е. Дали треба да има сообраќаен полицаец на секоја улица? Треба да има, али хаосо го има. Не, се они витува што се ове на власт, ништо не исполнува. Секе витува. Абе, самиот председател сега што се кандидира, Стево Пендаровски кажа, за мене закон не постои. Ајде, кажете ми според вас што се случи со безбедносните камери? Моли? Според вас што се случи со безбедносните камери? Кој треба да регистрираат прекршоци? Не ги почитуваат, само корупцијата вледее. Само корупција, криминал додека на високо ниво. Света, корупцијата, у Европа најкорумпирана влада. Ово не е влада, ово е мафија. Дали слушајте ме, ве молам, дали сообраќајните прекршоци треба да влијат и на цената на осигурувањето на автомобилот? Би требало, ма ништо не е. Ништо. По мое, не функционира власта. Власта е корумпирана и се витува преко телевизија, али ништо не исполнува. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, Лјупчо. И од мене до мене. И сега ќе почнам во Европа, не знам, меѓутоа за во Австралија знам дека на осигурувањето влијае годините на старост на возачот, на собственикот на возилото, возачкото исто колку време има возачка дозвола и прекршоците влијаат. Да кажеме, ако предизвикате незгода, губите бонус таму што ви даваат за осигурување на возилото. Има и кај нас, меѓутоа тоа е минимално, бидејќи е негде ка 5-10% на како беше се, или до 15% зависи од годината, али не е како драстично како што е на запад во Австралија. Таму го губите бонусот многу е и многу е скапо и затоа не им се исплати да идат преку осигурителните компании, него сами си го растужуваат. Дали би требало да има камери и полицаи? Би требало да има комбинирано, да ти кажам право, затоа што до 93 година ја бев сообраќаец и тоа тогаш централното градско подрачје беше покриено со сообраќајци пешаци до 20 часот, а после тоа се обезбедуваше патролно. И сега некои мозуци во МВР ја уништија таа станица и затоа да вие многу ретко гледате сообраќајни полицајци на улицата. А би требало Скопје да има една централизирана полициска станица од поголем обем. Ние на времето сме искачале до 50 полицајци сообраќајци само од нашата станица на една смена. И народот гледаше дали беше тоа мерење брзина, така да мислам дека прво треба тука да се направи измената, потоа измената треба да се направи во законот за осигурување, каде што осигурителните компании треба. Ќе потсетам само 90 секунди, внимавајте на тајмерот, но и ќе ве поканам повторно да се вклучите во ова издание да добиете нови 90 секунди. Се спомна Австралија, па веднаш да ве префрлам и кај Твитер заедницата. Пешак еве што има напишано на почетокот на оваа година.
Ако случајно се вратиш од Мелбурн во Република Нивната земја, поранешна Република Македонија и пробаш да возиш, тек тогаш ќе ти биде потење. Освен индијанците во Мелбурн, сите имаат висока сообраќајна култура. Па имаме ли ние висока сообраќајна култура? Имаме ли воопшто? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Дали е намален тонот на телевизорот? Не, ве секи го намалевам. Да, намалите го, затоа и не можеме добро да се слушаме. Сега се слушаме? Да, одлично, повелете. Прво да почнеме за културата. Јас сум тука од источниот дел. Така. А за културата, ако збореме за совраќајот, значи ние сме катастроф. Може да кажем у Европа. Значи најголема некултура е не само со возачите, значи некој се окривува дека возачите се некултурни, а пешаците или не знам што се покултурни. Како прво, у Германија, ја бев 13 години таму, значи културата зависи од сообраќајот прво, од шоферот, па и од пешаците и од Така, од сите учесници во сообраќајот. подвижноста на возилата. Значи, кај нас, ако застанеш на пешачки премен, да помине пешакот, тој не гледа лево-десно, него ја наведнува главата на еднашка поминува. Значи, тоа е голема некултура. А за полицајци, дали треба да има на секоја улица, јас би препорачал, значи, полицајците се исто некултурни, како и пешаците, и има ги, во Кочане ги има на секоја улица по 10 полицајци, се вртат, се муабетат, кој како мине, кој како проваѓа, уопште тоа не го интересират, си гледат само вака да им помине денот, а културата за сообраќајот во Македонија, значи тоа е катастрофа. Значи, овие наши возачи треба малку да идат да возат низ Турција, низ Германија, Така, благодарам многу и вам, Еве, за одговорите. Сега кој Еве што ни предочевте, каков впечаток имате од источниот крај, каква е состојбата со сообраќајната култура? Добар ден. Ало, добар, да се доискажам. Секако. Еве сега ќе ви кажам за до застанок е законот за осигурување, значи таму треба да се интервенира со тоа што не може вие да платите 6000 денара полица да предизвикате штета од 40.000 евра. И после компаниите биле во загуба, а не биле дисциплинирани возачите. Да, точно е, меѓутоа, кога вие ќе го смените тој закон, кога тој што ќе предизвика незгодата, ќе доплати за штетата, тогаш може да разговараме. Кај нас сега само по 3 услова може да не платите штета ако не сте под действие на алкохол, ако е возилото регистрирано и ако имате возачка дозвола. И компанијата покрива. Во овие 3 случајва не покрива. Земете го српскиот пример. Србите имаат воведено софтвер каде што убацуваат број на возила по конаквото и точно софтверот им ги свала дали тие возила учествувале во сообраќајот ако се не регистрирани, да речем, например, софтверот им ги свала точно на кој ден во колку време поминале на која улица. А кај нас времето е застанато за таква работа. Сите имаат и дигитални сообраќајни дозволи кои ги читаат во возилата, а некако кај нас тетрадки. Или земете ги турците спроведуваат акција за употреба на рото светлата, дали е оправдано или не оправдано. Кај нас тоа е, значи, дисциплината и културата во сообраќајот се достига со јаки казни, правичност. Морате да со јаки казни, за да после полека олабавите кога ќе видите дека е нешто сменето. Дека овој башибузлук кај нас настана ради тоа што беше олабавена работата таму 97-6 година со демократијата и сега веќе не можеме да се справиме со башибузлукот. Тоа е толку пријатно. Благодарам многу за повторното вклучување. Еве уште еден твит од Твитер заедниците. Дракула напишал: сообраќајна полиција нема сообраќајна култура. А дали во нашава земја има сообраќајна култура и дали сметате дека треба да има сообраќајен полицаец на секоја улица? И според вас што се случи со безбедносните камери кои што треба да регистрираат прекршоци? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Повелете. Дали треба сообраќајен полицаец на секоја улица? Да. Не треба на секоја улица, треба полицајецот да има реонски полицаец. Како што беше до 80-тите години негде. Се јавам од Гостир. Во Гостир е хаос. Паркираат на пешачки премини,
паркираат по тротоари, полицајците се во казина, пијат кафе, гратис. И што друго да ви кажам? Еве, сметате ли дека треба сообраќајните прекршоци да влијат на цената на осигурувањето на автомобилите? Не знам, ако законодавецот тоа го реши, може да влијае, веројатно ќе влијае, ама не верувам и тоа да ќе влијае, пошто многу корупција има, многу врски се паѓаат за секој ситен прекршок, а да не збориме за потешки прекршоци. Добро, според вас како е најдобро да се воведе ред во сообраќајната култура? Во сообраќајната култура е ред, како во Србија. За секој потешок сообраќајен прекршок му се одзема возилото на 3 месеци. И после 3 месеци му се враќа возилото. Па ако му се исплати да го земе хаварисано возилото, тогаш дека прави потешки прекршоци. Така, благодарам многу, еве, што пренесовте според вас каква е сообраќајната култура во Гостивар. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден овде Охрид. Каква е сообраќајната култура во Охрид? Супер за никаде. Немаме ние воопшто сообраќајна култура, значи ни треба малце едукација за да ги го почитуваме сообраќајот и сообраќајните прописи. Меѓутоа, за мене ќе кажам, штета е што нема камери нигде низ населените места. Ако има камера, камерата ќе го сними и возилото, и брзината, и под кој број е возилото, и нема потреба да се бара интервенција, затоа што камерата не може да го избриши, само ќе си добие на домашна адреса дека возил толку, значи на недозволено поминал на црвено и слично, а полицајци треба да има само за не дај Боже, ако дојде до некако си хаос, со судари и слично, да извршат мерења, снимања и така натака, а нема потреба по улици да се шетат полицајци. Полицајците сега, да речам, се намалени и има тие доста други задачи кои треба да ги обавуваат. А во однос за сообраќајот, само камери. За сметка на тоа, Рашковски сега лежи. Човекот имаше измислено како да се тоа среди, да има снимања, да има сето тоа, да му стигне на секој прекршител на домашна адреса, ама за сметка на тоа го наградија со затвор да лежи за тие камери што требаше да ги има. А ние сакаме секогаш да најдеме во влакното јајце, ама тој беше од друга партија, не беше од нашата. Благодарам многу и вам, Еве, за вклучувањето во Црвена линија. Повторно во префрлам на Твитер. Ова е една интересна констатација од страна на Ортон, кој што напишал: едно е сообраќајна култура, друго е почитување на сообраќајни правила и прописи. Па еве, се слушувате дали постои разлика помеѓу имање сообраќајна култура и почитување на правила и прописи. Како и да е, дали воопшто имаме сообраќајна култура во земјава? Добар ден. Добар ден. Добар ден ти ме и убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Вака јас би рекла, вика, дали треба да има сообраќаен полицаец на секоја улица? Што се случува со возилните камери? Не на секоја улица, неко на секој автобус, зашто не знаете шоферите што права, како воза. Да е стока, да е се компири, па нема така да воза. И замислете, до врата ќе дојдеш, ќе ти избега. Прво култура ја немам шоферите сами, не на улиците, него на секој автобус треба да има полицаец и да му изземи таа дозволата да види како ја зели, и што вози. По моје правило, зашто јас веќе користам автобус, но тоа е стварно ненормално. А за некој други, не сакам да напоменувам, не искам да делам, некам омрзина да правам, но меѓутоа за некој на 3 метра застанува да ги кача, а додека ти до врата, замислите, буквално до врата тропам, ма не се ферма, кој ќе товни, црева ќе ти извади. Кој ќе застанува, кој ќе кочи, цревата ти ги вади.
Па ние сме возрастни луѓе. Не можеме ностоп да се држиме. Паднуваме како круси пајгане. Верувајте, не на секоја улица, на секој автобус. Јас се извинувам што вака се изражувам, но Не, благодарам секако и ваме што споделивте. Како е вашето искуство и како учесник во јавниот превоз? Па еве, сметате ли дека сообраќајната култура е едно, а друго е почитување на сообраќајни правила и прописи? Како да стекнеме и подобра сообраќајна култура? Дали треба да има сообраќајен полицаец на секоја улица и според вас што се случи со безбедносните камери кои што треба да регистрираат прекршоци? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Јас се јавувам од село Дукатино, Струмица. Па еве, има ли таму во таа средина сообраќајна култура, да прашам? Сообраќајна култура немат во цела Македонија. Јас сум возач професионален со сите категории и сум возел секаде и све нешто. Сообраќајна култура нема, прво немат некој од самите пешаци, од велосипедисти. После некои возачи има, да речем, од по-ниски категории, да речем од Б категорија, од све, мислат дека учесникот во соточок, тој како да не е учесник во сообраќај, и тој е учесник во сообраќај, и пешакот е учесник во сообраќај. Све. Сега, тоа све сообраќајната култура е многу нешто важно, ама не ја последва сите луѓе, како да треба преучување на луѓето од сообраќајната култура, а и пешаците, и учесниците во сообраќај, пешаците. Сега, ми велите за ова, за дали треба да имат полицајци. Не може бе полицајци да има на секоја улица и на секоја нешто полицајци. Треба секој да има свест за тоа. После велите за она Ке подсетам особено за оние кои што еве можеби за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија како Црвена линија, ве замолувам да го имате во предвид и тајмерот кој што одбројува 90 секунди за секое едно излагање. Како да благодарам и до гледачот еве кој што ни своето искуство како професионален возач одговори на денешните прашања. Уште еден интересен твитер. Вели Рампо од Прилеп. Само едно исклучување на семафори и одма на виделина излегува нашата сообраќајна некултура. Па еве, се сложувате ли со Рампо од Прилеп во однос на исклучувањето на семафорите? Дали тогаш во тој момент доаѓа до израз таа наша сообраќајна култура или некултура? Ќе видиме како ќе одговорите вие. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ајде да речено, пошто само граѓаните кои живеат во урбани средини, тие се возачи, ние на рурални не сме. Вака, ја би кажал, сообраќајната култура. Многу лесно е кај нас. Да земам улицата Цветан Димов до Џон Кенеди. Тоа е најубавата сообраќајна култура. Ќе паркира колата во сред патот на патеката, кај што треба колата да се движи, му пали 4 шмигавца, одма други до него, трети, четврти, пети и више нема. Ова му е више парализирано. Затоа што или ќе влезе да пие кафе, дуќаните све на улица, на пат, на третоар, или да купува бурек и да јаде бурек тука, или било што. Значи, таа култура имаме ние од мостот на Битпазар до Џон Кенеди, ако сте поминали некој пат по тој. Поарно идам од тука до Стража и се враќам, него само таа патека да ја поминам. Па дали треба да има полицаец на секоја улица? Да, па полицајците, има полицајци, како не, по кафани, казина, како не, има некои што ги плаќа тие дуќанџиите што узурпираат државно место. Ги плаќа некој. Така, благодарам многу и вам и за редовното учество и секој за она што сте забележале вие од лично искуство во рамки на вашата
вашето собраќајно учество секојдневно. Добар ден. Добар ден. Ке се префрлам повторно на Твитер, а и Бај напишал: време е пешаците пред да тргнат на пешачки да погледнат лево и десно. Да, има будали што летаат и не внимаваат. Да немаме никаква собраќајна култура, ама нели ви е мил животот. Ако ги знаеме овие работи, ајде да бидеме многу попредпазливи, а не со телефонот у фаца да преминуеме. Ете така напишал ај Бај, како и да ние ве прашуваме дали сметате дека е неопходно да има поставување на полицаец на секоја улица и според вас што се случи со безбедносните камери кои што треба да регистрираат прекршоци? Добар ден. Ало, Тина, добар ден. Добар ден. Не, повтор пат се јавам да искажам нешто од Западна Германија. Види што, Тина, пошто реков, ја живеам тука 54 години, култура е на високо ниво. Кај нас многу ми е интересантно како може за месец, 2 до 3 да стекне еден шофер дозвола. А тука најмалку година и зависи како, секој ден по ден, у недела дали 2 пати ќе му дозволи да вози по 1 час. А кај нас пошол денес, утре дозвола. Ја не знам како е тој закон кај нас, Тина. Тоа, ја не се слажам со тоа. Јас сум имал, например, таму проблем и ме казни за некој, апсолутно за ништо. Апсолутно за ништо, 300 евра. Па тоа у Германија не плаќаме ние 300 евра казна. Тоа е страшна работа таму што се прави, Тина. Еве, ви давам частно реч, јас сум човек 76 години. Ја не знам наши шофери дали би могале тука у Германија да возат. Тие опште не гледат на знакови, не поштуат знакови. Не, јас се плашам кој ќе дојдам там пешки да одам на улица. Например, да ќе ви кажам во Кумано, никаде нема пешачки прелаз. Никаде. Мораш да одиш по улица и готово. Тоа е страшно, Тина. А тоа ми е многу интересантно како може да стекне толку брзо возачка дозвола. И како он може да биде утре у сообраќај и да дојде у овие милионски градови, у овие силни, јаки демократски држави. Не знам тоа, Тина, не ми е сватливо. Тина, Благодарам многу уште еднаш еве што земавте учество во ова издание на Црвена линија. Интересно е во оваа насока дали всушност и пребрзо се добиваат возачки дозволи или дали може би треба, како што рече и гледачот, сообраќајната култура да биде врзана и во однос на процесот на совладување на возењето и дали тоа може би треба да биде малку подолго, како што е во Германија цела 1 година. Како и да оставаме на вас, пред се сакаме да слушнеме од таму од каде што ни се јавувате каква е сообраќајната култура. Дали ја има, дали ја нема, дали треба да има полицајци сообраќајни на секоја улица и сега како што мислите што се случи со безбедносните камери. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Сообраќајната некултура за возачите е кажавне. Сега да ја кажеме сообраќајната некултура за сообраќајните полицајци. Тие по сообраќајни полицајци од канцеларија во канцеларија возат и роварат во синдикатот. И сакате вие да има, ова речи го, ред на улиците. Тие сите да се стерат на улица, да нема полицаец во канцеларија. Што работи тој во канцеларија? Сметководство води? Што прави? Цела полиција на улица. Кога ќе знае народот дека на секој чекор има полицаец, има сообраќаец, има обичен полицаец, поинаку народот ќе го свати тоа, ќе знае дека во секоја секунда може полиција да го пресретни и да го казни. Како вика, лозијето мечката го чуват, стравот, а не мечката. Страв, како рече лозија чуват. Тоа е кај нас изоставено. Култура не може без камчик. А еве безбедносните камери, дали сметате дека ќе имаат ефект? Каде што... Тие се наместени, ама никош ништо не работат. Кои камери? Кои камери? Еве, например, завото команда кој ќе одиш на патот таму, си има камери некои навестени, ја не знам дека проработиле некогаш. Ги намести и така стојат, висат. Тоа треба да ставно камери, ако има
да се покријат патиштата со камери, тогаш полицијата нека смие во канцеларите. Така, благодарам многу за јавувањето и секако една напомена насока, додека трае црвена линија и секако по завршувањето на ова издание, ова дискусија може да ја продолжите на социјалните медиуми. Заследете на Facebook, ако не следите црвена линија и секако еве ќе ви покажам како изгледа всушност нашата објава пред се на нашиот профил на Facebook. Се разбира како и секогаш низ фотографија, дали ќе може еве да видите како изгледа нашата објава. Прашањето е и тука за оние кои што не следат на Facebook, дали треба да има собраќан полицаец на секоја улица. Еве ги и првите коментари. Пармачки Ефтим напишал: треба комунална полиција во цивил, што ќе слика и ќе ти пушти казна на домашна адреса заедно со слика. Снежана Крстевска напишала: по улиците да се вратат полицајците. Па треба ли да се вратат еве сообраќајните полицајци, да ги има по еден на секоја улица, за да се нормализира сообраќајната култура и што се случи со безбедносните камери? Добар ден. Ало, дали се слушаме? Да, повелете, во црвена линија сте. Видете, господјо, да ви кажам, не полицаец, 10 полицајци да има и 10 камери да има, по 10 камери, кај нас нема да биде тоа што треба. Како може, например, во странство да бидат примерни? Возаците, оти нема грб. Овде кај нас тие што прат, што немат култура, имат грб. Се решава ќе го казни и таа казна не се плаќа, него ја бришат. Сима грб тие што прат, како например во градов што прат, како вчера, еве например вчера. 10 круга прави на една раскрсница со колата. Која култура во центар, во градов, дали има луѓе таму? Таа кола ја врти во место, ја врти, шадат гуми, ами ќе мани во некоја. Која култура ќе имат луѓето? Ај, нека, јас бе Канада и Австралија и сите. То го нема. Овде кај нас. Тој што ги прави тие работи има грб, господјо. Има грб и тој ќе прави пак. А тој што нема, си вози примерно. Како, например, мене возам со моторче мало, ме застанува и вели, иди до мене, шо преш, ми вели, кај ти е капата, немам, реков. До мене иди шофер, голем човек, голем мотор и здраво паќа. И мене ме забатали. Ајбе ми вели бега од тука. Шо е то понашање? Нема, не за камери. То така ќе си биде кај нас. Не може ништо да се промени. Добро, благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас во црвена линија. Поздрав и до вас. За сообраќајната култура во последните месеци сообраќајците се позачестени. Тоест полагаат, мислам, младите многу мали на 16 години, возат поспани, пијани, црни мачки не им се гледаат пред очи, а управуваат со волането. Да ти е страв да поминеш на пешачки. Тебе 4 очи да отвориш и да отвориш, си возат. Се прават силни да имат власт ќе те смачкат. Најсилен во Неготино е Коло Митев, кој на сила нема правда, кој газе на црвено, за него не важи ни црвено, ни жолто. А еве кажете ми дали треба да има собраќани полицајци на секоја улица? А што и да има полицајци, што можат да прават? Не можат да му стават мозок во главата на возачите. Они си возат, не почитуват никакви правила. Тоа се децата на гастарбајтерите. Тие ќе те згадат или ќе те удрат и бегат. Тоа главната улога играе снопот, а полицијата не е крива. Полицијата играе по диригентската палка на командирот, на началникот. Што се случи еве и со безбедносните камери, според вас? Што и безбедносните камери да те казнат, пак ќе го уклучи телефонот, активен, ало, тие ме казна и готово ќе се бук појава магараците. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Добар ден. Здраво, Тино. Здраво. Еве, сообраќајната култура имаме или ја немаме во земја? Не, ќе нема додека не се воспостави нормален суд и страфот казнивост.
Ова е криминална држава во сопственост на криминалци злосторници. А зошто не донесуваат како на Запад со камера, најсовремени радари, по 6 на 2 сообраќајни ленти, секој треба да излегол со возило и на исток во Бугарија, и на север, и Србија е средно, Маđarска, Хрватска, да не зборуваме Германија, Шведска. Значи, све на домашна адреса. А кај нас треба да има сообраќајен полицаец формално да се плашат, а не да ги застанува возилата. Додека не се воспостави нормален суд, страф од казнивост. А што е со безбедносните камери кај нас што беа поставени? Зошто не донесуваат? Полицијата нема одговорност да донеси да измени закони. Парламентот на криминалците во сопственост. Зошто не донесуваат? Затоа што ако нема селективност со камера на домашна адреса, ќе не можат криминалците да бидат изземени. Затоа јас реагирав 5 пати во полицијата во Битола, затоа што од Охрид кон Буково, кон отпадокот кај на Ридот, ѓубриштето, стар тесни, да речем, 2 сообраќајни ленти, 70. А надолу, кон Битола, кон Ресен, 3. Магистрален пат, 3 ленти, исто 70. И сега почна во последно време, еден сообраќајен 90 секунди време трењето. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега и времето за реклами. Ајде сега по рекламите да видиме како одговорија на денешната анкета нашите инстаграмџи, оние кои што не следат на Инстаграм. Дали сообраќајните прекршоци треба да влијаат на цената за осигурувањето на автомобилот? Скоро, па и истовремено одговорено и со да и со не во резултати изедначено. Со да одговориле 45% и со не 55%. Она што секако имаме да го понудиме во продолжение е одлична забава и секако супер вредна награда, кое што секако ќе ви ја разубави пролета која што ни предстои. Велосипед како главна награда во заврти на Телма. А сите вие кои што се вклучивте во Црвена линија, ви велам големо благодарам за вашето учество, но и веднаш ве поканувам да заиграте и во најгледаниот квиз во земјава. Сега и малку да ви подкажам некои прашања кои што секако ќе ги имаме во квизот. Едно од прашањата е и доврши го цитатот на писателот Волтер Липман. Кога сите мислат исто, тогаш никој не мисли, ќе кажете вие што и како. Кој е режисерот на филмовите Човек без лице, Храбро срце, Пасија и Апокалипто? Во ситкомот Два мажи и половина, кој актер го игра Чарли Харпер? И еве уште едно прашање, од кој македонски филм е репликата Исток не отпиша, а Запад не запишува. Јас секако ќе ве запишам во меѓу добитниците со оглед на тоа што ќе врти тркалото, а некој од вас, повторувам, може денес да си го освои и велосипедот за вторник, но ќе има и други уште повредни награди. Се гледаме.